Прашањето за високите цени е клучно и тоа е присутно 24 часа. Граѓаните се убедени дека мајка на сите проблеми се високите цени во маркетите, поради што трговците станаа омразени личности. Еве што за ова прашање велат анкетираните граѓани. За високите цени тоа треба владата Скопје да решава. Па најповеќе у целиот тај склоп, најповеќе трговците. Народот е виновен. Затоа што не излезе да рече зашто да така. Да се пита. А народот е пошто овца, има што се шиша. Мали се платите, не се високи цените, но платите се мали, затоа министрите се најкриви. Министр чим е за тоа, он треба да обезбеде начин на кој треба да се намалат цените. Владата најмногу треба да си е своја работа да си е тера. Па бога ми трговците, они како иде се така се и качуваат. Озгоре зборат владата што се горе када биде рака, они по своје си терат па исто. За синдикатот недвосмислено тоа се како што велат тие алчните трговци. Со последното ненамалување на цените од страна на овие алчни трговци произлегува дека е зголемен за најмалку 20%, имајќи во предвид дека зголемувањето од 10% и ненамалувањето од 10%, ако ги соберете, сме посиромашни за најмалку 20%. Платите мора да се зголемат дури и за најмалку 20%, имајќи во предвид дека цените во маркетите, овие трговци, на грбот на граѓаните, на грбот на работниците, секогаш прават да се зголемат за најмалку 20%. Поради ова, тие бараат итно покачување на платите за 20%. Но дали ова е решение на проблемот? Решението не е на страната на платите. Платите треба да го следат, да следат продуктивноста на работната сила, значи и треба да следат стапката на инфлација, за да не се губи животниот стандард на луѓето. Меѓутоа, ако има нереален пораст на платите, тогаш може обратен ефект да има да се разбори таа инфлација. Според синдикатот, за месецот да се истурка сега се потребни 63.252 денари, што е за 6.089 денари повеќе од лани. Инфлацијата на храната е измерена на нешто над 4%, но синдикатот тврди дека во делот на храната таа е поголема од 10% на годишно ниво.